Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден и добро дојдовте на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следниот еден час. Кампањата влегува во 12-тиот ден. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе одржи митинзи во Свети Николи и во Штип, а коалицијата за живот, предводена од СДСМ, денеска ќе има митинзи во Валандово и во Гевгелија. И натаму во кампањата жешка тема се понудите на заев и обидите за привлекување на албанскиот електорат, придобивање на нивниот глас со понудите за двојазичност, за промени на уставот, како и за надминување, како што самиот рече во едно обраќање пред албанската диаспора во Швајцарија, надминување на Охридскиот рамковен договор. Какво ќе биде влијанието на овие понуди на опозицијата и обидите за доближување кон албанскиот електорат? Денеска ќе разговарам со Владимир Голубовски, председател на ВМРО Демократска партија и прв пратеник во првиот парламентарен состав во собранието и еден од основачите на ВМРО ДПМН. Останете на оваа фреквенција, почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив мој денешен гостин соговорник Владимир Голубовски, председател на ВМРО ДП, еден од основачите на ВМРО ДПМН, пратеник во првиот парламентарен состав. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добро најдов. Господине Голубовски, ја следите политичката кампања и активни сте. Социјалдемократскиот сојуз нови избори направи еден најотворен обид за привлекување на албанскиот електорат, преку повеќе чекори, почнувајќи од понудата за двојазичност на целата територија, неодамнишното гостување на лидерот на партијата Зоран Заев во Швајцарија, каде што говореше за надминување на рамките, надминување на Охридскиот рамковен договор, преку повеќе јавни изјави во кои што се најавува редефинирање на уставот, отворање на некои прашања кои што беа затворени со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Како гледате на овие случувања? Јас ќе искористам дел од разговорот кога дојдов во студиото, кога ме прашавте што мислам околу таргетот на СДСМ да бидат албанските гласачи и одма на тој начин ќе откријам пред слушателите мојата позиција во однос на оваа тема што ќе разговараме. Мислам дека не се работи дека Социјалдемократскиот сојуз ги таргетира албанските гласачи, туку самите се таргет на надворешно сценарио како алатка за разградување на Македонија. Значи, тоа ми е појдовната позиција, бидејќи тоа ќе биде клучно прашање во однос на проценките, што значи импликациите кои ќе бидат по резултатот. Ваквото однесување на опозицијата, иако не очекував до вакви крајности да одат практично да се идентификуваат како експоненти на еден антимакедонски заговор, има своја генеза веќе повеќе години. Практично кога станува збор, сега акцент ставам на понудите што ги упатија према припадниците на албанското малцинство, тие се и креатори, фактички промотори на еден агресивизам кој што во почетокот беше поскромен, но гледаме дека сега се вклучија во еден многу посериозен сценарио кој што ја загрозува унитарноста на Македонија. Мислам дека македонскиот народ нема да прифати да се реализираат ваквите најави. Инаку, дека тоа може да предизвикуваат сериозни импликации, само по себе се подразбира, бидејќи најавите се однесуваат за пред се за проширување на рамковниот договор, кој што потоа треба да доведе до легализација на двојазичност на целата република, на целата територија на Република Македонија, за консенсуална демократија, за дводомен парламент,
Значи, тоа се барања кои што, за да може законски потоа да бидат регулирани, мора претходно да бидат вградени во Уставот, значи подразбира промена на Уставот и едно комплетно редефинирање на Македонија, што мислам дека треба да се сопре со сите расположиви средства, што и тоа е легитимно, што државата ги располага. Мислам на институционални значи, средства и се надевам дека после изборите самиот резултат ќе ги олади ваквите желби и наметнати уцени од страна на агресивните представници на политички представници на албанското малцинство. Може ли СДСМ да направи пресврт на изборите со поддршка од албанскиот електорат? Не. Во таков пресврт не верува ни СДСМ. Таа нивна реторика е алиби пред пошироката јавност, но уште повеќе обид да се амортизира незадоволството во собственото членство, затоа што оваа политика е креирана од многу тесен круг највисоко позиционирани експоненти на надворешното сценарио и тие сега имаат проблем, бидејќи и таму членството нивно е дел од македонскиот народ, што е легитимно, секој одбира политичка опција, и тие сега мора да ги убедуваат и скоро известно е дека ги убедуваат во смисла на тоа дека учество во власта бара неопходна цена и дека таа цена е оваа понуда што тие ја промовира. И тука не е случајно го одбрав зборот учество, бидејќи тие се свесни дека немаат капацитет во политички надпревар да освојат власта и затоа тие сакаат да учествуваат во власта во некои проекции од сценариото каде што постизборно ќе биде составена влада која што треба да комплетно ја стави под контрола Република Македонија. Зборувате за широка влада? Широка влада, но се надевам дека до таква ситуација нема да дојде, заради тоа што македонскиот народ нема да го дозволи тоа. Господин Голубовски, продолжуваме веднаш по една куса пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Господин Голубовски, продолжуваме онаму каде што застанавме. Дали сите овие идеи кои што во ова предизборие ги пласираше СДСМ може да водат кон кантонизација и федерализација на државата? Зај вели, тоа е во главата на Никола Груевски и на неговите соработници, но од друга страна, анализите на нивната програма велат дека и во самата програма се вградени идеи кои што водат кон поголема децентрализација и можност општините да раководат многу посамостојно со некои круцијални прашања од делот на безбедноста на државата, а и можно сами да се здружуваат по свој избор. Колку е реално прашањето за кантонизација и федерализација на Република Македонија? Прво директно ќе ви одговорам на ова прашање, но ќе си го задржам правото да нагласам некои елементи кои што имаат пошироко значење на амбиентот, заради тоа што од амбиентот ќе зависи дали некои најави ќе бидат остварени и која е шансата амбиентот да го искористиме во пресретнување на тие закани и да можеме да ги изменеджираме, да ги амортизираме. Но прво да одговорам на ова прашање дека не сме да се потцени ниту една идеја доколку не се спротивставиме на операционализација, значи на инструментализација на тие идеи, скоро известно е дека тие ќе ја постигнат целта. За жал мора малце и самокритички да кажам заради периодот, бидејќи нели коалицијата во која што сум и ја има и одговорност да веќе повеќе години за државата, мислам дека не беше внимателно што ја дозволивме некои форми заскриени, не директно како двостепена, например, локална самоуправа, која што не е според законот, би била нелегитимно да значи регионализација, но ние во една скриена форма од страна на
политичките представници на албанското малцинство дозволиме, например, оваа форма на стопанска комора на северозападна Македонија. Тоа се све пробиви кои што подготвуваат простор да може наредните чекори да бидат подиректни, поотворени. Зошто подиректни и поотворени? Заради тоа што тие нема намера само да остварат одредена ниво на својата стратешка, значи, определеност, туку сакаат и психолошки да предизвикаат такви психолошки состојби на кои што треба да не натераат нас македонците да изгубиме само довербата, за да може уште повеќе да им се отвори можноста за поагресивно да го освојуваат просторот кој што води кон оно што, нели, отворено сега оркестрирано најавува дека се за федерализација, за двојазичност и така натаму. Но сега за оно што сакав една мала анализа да направам и всушност со тоа и да подкрепам колку е сериозна оваа ситуација и зашто треба брзо и енергично да реагираме на ваквите најави, па ако треба дури и после изборите во новиот парламентарен состав да се зајакне кривичниот закон во однос на некои дела кои што се како закани за унитарноста на државата, залагање на против уставни, значи, обиди да се загрози суверенитетот на Македонија. Значи, ова сакав да кажам, дека во Македонија, во регионот, фактички треба да се земат во предвид две сценарија, глобални по својата масивност, но не во смисла на она што значи глобализам во контекстот кој што не загрижува. Значи, едната адреса со европски акцент всушност го зајакнува националното и тоа е тренд кој што гледаме дека се случува и за изборите што се во Европа. Се надевам дека и кај нас тоа ќе победи. А другото е всушност вистинската глобалистичка адреса на наднационално, кое што ние сега се соочуваме, имаме проблеми со оваа криза која што 2 години ескалираше, но таа има своја генеза, започната е многу претходно. Значи, сакам да кажам дека во однос на тие сценарија, ние треба да имаме сега една нова перцепција и треба тоа да се отвори прашање, да не биде табу. Степенот на вознемирување помалку може да предизвика штета отколку да немаме правовремено рефлекс да знаеме што се случува во регионот, а тоа е една променета ситуација во однос на она што ние го подразбираме како закана од така наречена голема Албанија. Мислам дека недоволно аналитичарите во Македонија посветиле внимание на една ситуација која што странските аналитичари веќе подолг период ја анализираат. А тоа е жестокиот конфликт во Албанија меѓу тоските и гегите и веќе известно препознавање на еден проект за распад на Албанија, бидејќи тие тврдат, и јас верувам во тоа, дека е вистина, дека тој степен на конфронтираност меѓу нив во Албанија е поголем отколку во Југославија таа конфронтираност пред распадот на Југославија. И тоа е дури е и посериозен проблем за нас во Македонија, бидејќи ако се води сметка за овој факт, тогаш може да се препознаат тенденциите и операционализација на едно потиснување на гегите на просторот на Македонија и во Косово, всушност за да се релаксира еден простор за да може мирно да дојде до развојување во Албанија. Албанија ќе остане, но еден дел
према ваквите анализи предпоставува дека еден дел од Албанија, Косово и Македонија, која што елементарно барем како коридор 1/3 за да може Косово да биде дел од таа нова држава, би представувале една нова држава на нашата територија. А бидејќи ова дури и Институтот за стратешко предвидување Стратфор од Америка, нели, мапи веќе промовираше, исто така тврди дека ќе се направи нова држава, покажува дека ние сме премногу дефокусирани со наметнатите проблеми внатре и почнуваме да се занимаваме на прашања кои што не заслепуваат да не можеме да сватиме што глобално во регионот е вистинската закана за Македонија. Мислам дека покрај овие две сценарија кои што имаат претензии да ја искористат Македонија во своите проекти, дури и вклучувањето на Русија, барањето да се реставрира незиното присуство на Балканот, но бидејќи очигледно станува дека тие приоритетно сакаат добри односи со Грција, дополнително ја влошува ситуацијата во однос на иднината, како ќе се справиме со ваквите предизвици. Видовме во изминатиот период после овие изјави кои ги даде лидерот на СДСМ дека делумно се радикализираше и реториката на Дуи и на ДП. Вчера можевме да прочитаме дека Дуи ќе типува на местото премиер. Колку очекувате радикализација на идеите на партиите од албанскиот блок? Ова околу премиерот е вкалкулирано во договорот кој што е под менторство од надвор и кој што, нели, сите кои што сме загрижени за да не дојде до редефинирање на државата, не сакаме да се случи, но во однос на реториката сакам да подсетам дека утвари и да направам достапни за јавноста моите перцепции веќе неколку години уназад, кога дури и во можности кои што не баш многу ми беа пружени медиумски да ги промовирам, јас ги кажав дека тој пресврт на реториката на политичките представници на албанското малцинство всушност е креација на опозицијата. Ние порано знаеме дека албанците дури беа коректни во однос на прашањето, например, со името, викаат не се мешаме, тоа си е ваша работа. Меѓутоа, дојде до пресврт и како сега се мешаат, дури нели оние синтагми и токму таа синтагма, затоа и ги обвини пред 6 години опозицијата дека е нивна креација, дека им наметнаа на албанците да кажуваат дека ако ние не бидеме конструктивни, нели, според нив да прифатиме промена на името, што значи дека заради тоа не може во ЕУ и НАТО, дека они сами ќе оделе во ЕУ и НАТО, алудирајќи на тоа дека територијално со себе, нели, кога би излегле, би дошло до една ситуација што сега на друг начин се најавува. Се разбира, не можем да емотивно да не кажам дека тие може да одат од Македонија, но сигурно дека не може да се случи да земат нешто од Македонија. Јас е вака малце да видам духови, ние можеме да ги испратиме сите што не мислат да живеат лојално во Македонија, дека нема да одат со празни раче, да не идат пешки, им дадем по едно од овие возила загадувачи, со се возилата, нека одат кај што мислат да одат. И за нив ќе биде подобро, и за нас ќе биде подобро. Значи, во однос на реториката, мислам дека таа реторика не е израз на реален капацитет
на политичките представници, на политичките партии на албанското малцинство, туку тоа е дел од таа представа. Имаме значи една сцена на која што сега секој според своите улоги кои што ги превзел и обврски одработува. Так, господине Голубовски, ќе се навратиме на уште многу интересни прашања поврзани со овие најави на лидерот на СДСМ и каква беше поврзаноста на овие денешни настани со она што се случува во изминатите 2 години како ескалација на политичката криза, но продолжуваме веднаш по кусата пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Господине Голубовски, има ли поврзаност на денешните случувања, барањето за уставни измени и воведување на нови правила поврзани со Охридскиот рамковен договор и двојазичноста со сето оно што во изминатите 2 години се случуваше во Македонија, од емитувањето на прислушувани разговори, шарена револуција која што ги боеше спомениците и зградите во центарот на градот, до денеска ова што се случува во ова предизбори? Секако не може во политиката скоро да не може да се посочи преседан дека нешто случајно се случило. Дури настаните кои што изненадуваат излегува од дистанца дека се дел од некоја стратешка подготовка за да се створи некој амбиент. Така и ова што се случи во Македонија има своја генеза и тоа е доста вешто, да не речам лукав во е направено, но добро е сега се соочивме со една реалност и мислам дека институционално Македонија посизборно ќе успее да изгради доволно капацитет на специфичните институции, но и другите институции кои што треба да поддржуваат една нова стратегија на организација на македонската држава. Ја не знам околу уставот дали уште некој прашање имате во предвид, би кажал нешто, па ако треба и повеќе, ако има и друго прашање за уставот, сакам да кажам дека кога се зборува за промена на уставот, не треба да прифатиме една дефанзивна позиција. Државата е наша. Ние имаме легитимно право да зборуваме за уставот и имаме дури и една морална позиција затоа што под притисок како колатерална штета на некои случувања во поранешна ситуација на распадот на Југославија, кога имаше други настани, и Македонија дојде фактички во 2001 година во ситуација да послужи дополнително заради заокружување на некои и остварување на некои стратешки цели на тогашните сценарија. Значи, ние имаме право да бараме од кога таа криза е надмината, како и секоја друга држава што им се случувало во историјата, ќе бидат окупирани, ќе се ослободат, ќе си направат организација, конститутивниот акт ќе го прилагодат да личи на суверена држава. Така да, поентата ми е ова. Треба да спротивставиме на најавите за промена на уставот од страна на политичките представници на албанците, да им кажеме да, но ние ќе бараме промена на уставот заради тоа што Македонија е суверена држава и фактички е национална држава на македонскиот народ, дури и спрема таков хибриден устав, ако внимателно се толкува текстот кој што е напишан. И некои хендикепи кои како генератор, например рамковниот договор, генерираат продолбочување константно на кризата и во иднина ќе генерираат криза, ние мора заради нашата потреба и заради нашето легитимно право да го промениме уставот да биде померка на македонскиот народ. Бевте пратеник во првиот собраниски состав, еден од иницијаторите на независноста, еден од основачите на ВМРО-ДПМН. Чувствувате ли дека основните постулати на државата се загрозени во изминатиот период?
Да, бидејќи се покажа дека тоа што требаше Македонија да го доживее како развој во своја држава, во собствен економски еден модел, не се искористи заради тоа што не успеавме да надминеме една конфронтација која што гледаме дека била наметната, не била спонтана. Оваа конфронтација во македонската политика не е израз на една методологија на политички надпревар, туку гледаме дека од самиот почеток на освојување дел од политичките партии, дури и на македонската политичка партија, најголемата опозициона партија, влегувала во обврски од кои што не можела да излезе, и тоа е сериозен проблем. Не само за нивното членство, како се чувствува еве сега после овие понуди кои што ги промовира, туку е проблем за македонскиот народ. Каков изборен резултат очекувате? Имаме само уште една недела до изборите. Реално, со оглед на новонастанатата ситуација, очекувам како рефлекс имунолошки, кој што мислам дека се уште не е умртвен на македонскиот народ, без оглед на тие проблеми од социјални и економски причини. Патриотизмот не се пригушува, се уште доминантно е јак, дека би можело да имаме околу 70 пратенички мандати. Иако посакувам да имаме двотретинско мнозинство, за пред малку на што го кажав, да може и уставот да го направиме што побрзо по мерка на нашите потреби. 70 е навистина висока бројка која немало досега во во резултатите од избори во Македонија. Мислам дека минатата година резултат 2014 изборите, тоа беше највисок резултат за некоја политичка партија кој што го доби ВМРО. Сакам ова да го одбранам, ваква констатација ја сметам како провокација, дали можам да издржам на она што го кажав. Јас на таква оптимистичка прогноза градам на фактот што овој историски момент не се работи за обични избори. 90-та година некој да ни кажеше, кога ја бев доминантен основач на ВМРО-ДПМН, едва и наоѓавме луѓе што ќе прифатат да ни бидат на листите за кандидати, дека ќе се оствари тој резултат, немаше да веруваме. Јас бев изненаден од резултатот. Значи, она што го крие како сила македонскиот народ, на тоа ја градам оваа бројка. Затоа што мислам дека јас како што чувствувам, како што чувствуваат луѓе кои што ги среќавам, кои што знам дека се честни луѓе, патриоти, дека тоа преовладува без оглед на разни бочни, значи, притисоци кои што доведуваат во прашање една слободно изразена волја на изборите. Мислам дека тој капацитет и таа желба на македонскиот народ да се одбрани македонската држава, на овие избори може да ефектуира со една таква бројка која што треба да ги парализира сите предавнички замисли. Но доколку резултатот не биде таков, доколку разликата биде помала помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, очекувате ли проблеми при воспоставувањето на една влада? Тоа е веќе во реалната сфера. Она што би требало да биде анализа не како емотивно, нели, се чувствуваат тие потреби, него всушност да се процени интегрално со тоа влијание на тие странски центри, на странски служби, однатре некои закани кои што перманентно постојат, и сега што би можело во такова една интегрална ситуација да се направи, доколку тој резултат што не би сакал да се случи. Нема да се случи, но еве хипотетички да не биде доволен. Тогаш ќе барем
наводно не можам да кажам позитивно, но дефинитивно ќе се разоткрие целата ситуација и ќе видиме кој е било сценарието, кој што земало врска. Но во секој случај таа ситуација ќе биде предизвик за лидерската партија на коалицијата во која што припаѓам, но и за сите слободоумни луѓе, патриотски ориентирани, да изградат одговор на една таква неприфатлива ситуација. Дали тоа ќе биде барање на повторување на изборите, веднаш да се оди на нови избори, да се побара уште една шанса. Не знам, во овој момент не би сакал нешто непромислено да кажам. Тоа е работа која што е одговорност на луѓето во политиката. Секако тоа зависи најмногу од тоа каков изборен резултат има на 11 декември. Господине Голубовски, ви благодарам, беше задоволство што денеска бевте помина времето во Радио Слободна Македонија. Да, времето помина навистина брзо. Да јавно ги искажам своите ставови. Ви благодарам уште еднаш, почитувани слушатели. Тука ќе го одјавам ова издание на пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Емисијата можете да ја погледнете и на rsm.mk. Ви благодарам и пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.